Здраво Македонијо, добро вечер и се надевам дека внимавате што читате навечер, затоа што човек не знае во што може да се разбуди ако чита некоја чурук книга. Затоа постои мојата емисија четврток и петок навечер секоја недела за да сте сигурни дека ќе се разбудите повторно како македонци следното утро, а не како нашиот земјак од Битола Љупчо Ѓоргиевски кој читал некои книги и му се случи следното. Колку читаш, се пронаоѓаш дека си бугарин. И така, читаш едно време, 2-3 месеци не спиеш и се разбудуваш како бугарин. Што сторе човек 2-3 месеци без пиење, море јаки книгите што си ги читал? Отворив со ова подсетување на Љупчо од Битола, кога го викаат на читанио веројатно, затоа што подосна ќе погледнете повеќе од него, бидејќи е супер за вовед во едни две актуелности од кај нашите најсакани источни соседи, најдобрите соседи на светот. Односно, зборуваме за вечната тема. Кого во Бугарија викаат по телевизии за да зборува, да раскажува за Македонија? Луѓе како него кои читале и се разбуделе после 2-3 месеци неспиење како бугари. Се сеќавате ли, другари, на Христијан Пендиков, по кого државен авион испрати тука во Македонија Румен Радев, председателот на Бугарија? Епа и тој читал како Љупчо исто. А какво е чувството да се събудиш българин? Чувството е уникално. Събуждаш се това, което са били дедите, прадедите. А какво е чувството да се събудиш българин? Чувството е уникално. Верувам дека е уникатно, верувам. Може би исплатливо, кој знае. 150-160 години луѓе говорат дека постои некаква финансиска исплатливост, да не спиеш, да ги издржиш тие 2-3 месеци неспиење и да се разбудиш на таков уникатен начин. Но не се, тоа си е сечие право, ако е така. Право на самоопределување на крај на денот и нема негирање на тоа право. Да кажеш дека си се разбудил чувствувајќи се бугарин, или србин, албанец, или швеѓанец. Некој ако зачита некоја книга на Боб Марли, може утре да се разбуди и како јамајканец. Или пак, ако според современите теории на шизолибералите, некој каже дека се разбудил и се чувствува како жирафа, може да се декларира и како жирафа, веројатно во некои земји. Но дали тоа ќе го направи него жирафа? Секако дека не. Особено што кај соседите жирафата не постои. Освен това, в българския менталитет, аз това никога не мога така да го приема и да го разбера, няма както у другите народи, няма и нотка за самокритика. Да се критикуваш и ти, да признаеш, че ти не си прав. Българина някак си е един такъв човек, който знаете ли, прилича, аз ще ви го кажа с един анекдот. Типични българи у нас са шопите. Шопи, знаеш така наречени, шопи, които живеят тук около София. Така е. Има такъв фантастичен анекдот за шопа, за да разберете какво значи. Това е обобщение на българина, на българската менталност. Значи, преко анекдота да го найдем менталитетот. Да, ще го найдеш, ти ще го разбереш. Шопа отива в зоологическа градина, некъде в чужбина, не в Софийската, и вижда жирафа, това голямо животно с дългата шия. И го гледа и си тръгва и вика, нема такова животно. Той не може менталитета му да побере такава дълга шия на животно. Той го вижда, че го има, но вика, нема такова животно. Това е българина, български менталитет. Значи, тоа е менталитет и однос на македонците. Не гледа дека постоиме, ама вика две не. Да, точно така. Точно така. Не гледа, че имате история, че имате разлика, че имате култура. Не гледа, че ако му дадеш книга на македонски език, съвременна даже да му дадеш поезия, не може да разбере всичко. И ще се затрудни, особено поезия, лирика, нали, други неща, роман да чете. Обаче вика, нема език македонски, нема култура македонска, нема македонски народ. Ете, од устата на еден бугарин кој сакал на вистина искрено подобрување на односите меѓу двата различни народи, но верувам дека ни тогаш не му се слушал многу гласот по телевизиите таму, како што е впрочем случајот и денес. Обаче сте израснали в Северна Македония и там сте завършили средното си образование. Какво е да учиш в България, когато в Северна Македония и в учебниците там се говори, че българите са татари и че българската армия е окупаторка? Вижте, като дойдем тук, нали, аз преди това си знам, но от това впечатление, което го имам с студенти, които идват тук да учат от Северна Македония, те идват тук, четат истинската история, да кажем, и четат от различни източници, има достъп до истинските писма на революционерите, които са съчувани, са запазени в Народната библиотека и
те разбират, че българите не се окупатори и фашисти, а се освободителите. Видиш, читал вистински прави книги младиот Пендиков и научил што научил. Ама земјаци сме деме код Охрид Двајцева, па да си помагаме малку. Еве уште некоја книга која може да ја прочита, иако сепак предупредувам, може да предизвика да му заврши употребната вредност. Каква е точно функцията на българската армия в тези територии? Тя окупатор ли е или влиза като съюзник на германските войски? Влиза следствие на българската армия. Влиза, значи първо ние сме съюзници, държавата е съюзник в рамките на Тристранния пакт. Това е ясно. На 19 април Драганов, пълномощен министър в Берлин, уведомява София, че най-накрая е дадено нареждане съгласие българските войски да влизат в Македония и в Тракия. Първоначално заповедта е само за военна окупация. Да, между другото, От много окупация важно... се превръща в анексия. Да. И това го извоюваме ние. Много е важно да споменем тези термини, защото направих си труда да видя и как е в немския текст. Там е употребен точно термина безецен, който означава окупация. Значи, това, за което ни разрешават, е да влезем да окупираме. Така, въпросът, че... Така че първоначалната идея е за военна окупация. Тези територии продължават да се обозначават на германските карти с демаркационна линия, но българската политика ги приема за присъединение и на 14 май 1941 година Народното събрание прогласява обединението им с Отечеството. От гледна точка на международното право, това, което се случва, се нарича наистина окупация в всички съседни територии, на които навлиза българската войска. В кореспонденцията между българските политици в българската архивна документация, то също така се води като окупация. Във военната документация на българската армия се води като окупация. По време на сключването на парижките договори 1947 година се представя като окупация. Единствено в официалната пропаганда това е освобождение и национално обединение. Повторно од устата на умни луѓе од Бугарија, троја думички, брато, за тоа дали имало или немало окупација. Односно, дека кога ќе се каже не е окупација, туку тоа е обединување, како што кажа малиот Пендиков, тоа било на времето формулација на профашистичката и пронацистичката пропаганда, според научниците од Бугарија. Ајде да учиме и понатаму. Мислите ли, че през образованието тук може да се отворят очите на младите хора с българско самосъзнание в Северна Македония и всъщност все повече българи да се декларират като българи, да имат по-позитивно отношение към България, тъй като знаем македонските клубове българските клубове в Северна Македония ги закриват и няма място, където хората с български произход да се обединяват под някаква форма. По-позитивно отношение, односно подобар однос кон луѓето кои се декларираат како бугари од Македонија. Ке има кога тие луѓе нема да не убедуваат дека ние сме неописменети, неначитани бугари, односно кога ќе постои нешто што се вика взаемна почит и кога нема да лажат дека бугарските клубови се затварале во Македонија и немало каде да се обединуваат. Молја ти се, госпожо, има куп клубови на бугари во Македонија, ама оние кои ги славеа окупаторите, фашистите, да, тие беа затворени и ще бидат така. Од друга страна, не е лошо да си поразговарате со гостинчето, зошто клубовите на македонците во Бугарија како жирафата кои не съществуваат, нели? Зошто тие се тормозени со децении, зошто после 5, 16, 17, не знам веќе колку пресуди од Судот за човекови права во Страсбург, сепак бугарската држава ги игнорира и жонглира со нив низ правниот систем. Мислам, ако навистина сакате подобар однос со нас. Студентите, които учат в България от Македония, са много добре. Те идват тук, учат, завършват, вече разбират, че наистина българите не сме татари, монголи, фашисти, не сме окупатори, не им мислиме най-лошото. Чеј се, татари, монголи ние не сме дискутирале. Иако има книжки од Бугарската академија на науки од минатото во кои може да се проучи нешто и за тоа потекло. Конечно, во бугарската наука денес има можеби 17 активни различни теории за потеклото на бугарите и уште не се знае кои точно народи денес ги сочинуваат бугарите, ама затоа се убедени дека ние сме бугари. Тоа прво. Второ, околу фашисти, машисти,
Никој не вели дека бугарите денес се фашисти. Таман работа, дечко. Ниту дека пак сите биле фашисти пред 80-ти на години. С краја. Ама дека имале профашистичка, пронацистичка власт, која ја окупирала Македонија. Нема потреба да читаме по книги, ве момчета. Ја виж си този видевце. Целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. Българският народ ще изпитва завинаги най-голяма благодарност и дълбока признателност към силите от оста и към техните големи водачи Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, които осъществиха обединението на България. А така, и сега е момент зрелите и умни интелектуалци од Бугарија, ама на вистина, ако сакаат да се обидат, да влијаат малку на оние кои ден денес ги следат фашистичките и нацистичките идеи и пропагандата на Хитлер. Да им кажат да не го прават тоа, бидејќи е срамота луѓе. Особено во исто време да се прикажуваат и за жртви ако некој, еве јас например, ги искампузам јавно поради тоа. Това е бедничко. Младите хора в Северна Македония, те, част от тях вярват ли, че българите са татари или по-скоро мислят по-позитивно за нас и... Прво, госпожо, зошто прашуваш дали сме мислеле дека бугарите се татари или имаме по-позитивно мислење за вас? Што им фали бе на татарите? К родовым поместьям мы вот сейчас вернулись в родовое поместье наши, булгары. Для нас вот это родовое поместье, для современных татар, башкир. Нас просто обозвали татарами, на самом деле мы булгары. Первые, кто воевали с монгол-татарами, были наши предки. Видиш, и тие се луѓе, не се воопшто негативни, си има некоја своја теорија за потеклото, свој идентитет, за името и така натака. Ете тој вели дека не се ни татари, туку дека со монголо-татарите војувале нивните предци. Да не дискриминираме, ви се молам. Конечно, тие живеат на територијата каде што некогаш било и она прво бугарско царство. Зошто дискриминација кон нив? Зошто младите ги терате да не ги сакаат овие луѓе? Какви са вашите наблюдения? Искам да кажа, че младите хора, както тук, така и там, много историята не ги вълнува, но на тези, които ги вълнува и те, които знаят история и отварят интернет и различни източници от Википедия МК, могат да разберат, че българите никога не са били окупатори, не са били фашисти и те имат добри чувства. Всичко това е въпрос на политика и целенасочена омраза през телевизиите към българите в Македония. Пуштив уште едно делче во кое Христијан Пендиков, кој се разбудил како бугарин нели еден ден, повторно зборува дека тоа со окупатори и фашисти била насочена омраза од телевизиите кон бугарите во Македонија. И бидејќи ова е телевизија во Македонија, во која јас пуштив бугари кои зборуваат дека имало окупација и бугари, конкретно премиерот на Бугарија, кој вели фала Хитлер и Мусолини за окупацијата на Македонија, која тој и Пендиков ја нарекуваат ослободување, обединување. И тоа не е насочена омраза, дечко, тоа е историски одговор на оние кои тврдат дека жирафата не постои, нели? Знам дека овие книги не му се омилени за читање, бидејќи не се на цена деновиве, ама не може да дозволиме да мине незабележано джанам, бидејќи тој е повикуван по бугарски медиуми да објаснува за проблематиката на македонско-бугарските односи. Всеки един млад и нормален човек иска Македонија да е част од Европейския съюз, но както казах по-рано, няма да не е редно Македонија стане част од Европейския съюз по всяка цена. Ова е целосно точно, а сепак целосно погрешно, барем начинот на кој тоа го гледа Пендиков, бидејќи да, секој млад човек не сака по цена на прифаќање на историските глупости, кои ги имитира и Пендиков во случајов да стане дел од Европската унија. Млад човек сака еднаквост, слобода, почитување, сака права, а не да ни се забранува да сме македонци. Или пак на оние од Татарстан да им се забранува да се бугари. Ви се молам. И като млад човек, как виждате бъдещето на Северна Македония? Ще бъдат ли вписани българите в Конституцията и как може да се гарантират техните права? Аз, честно, наистина искам един ден да видя Македония в рамките на Европейския съюз с гарантирани човешки права на българите, но не и само, на всяка една общност, която живее в Република Северна Македония. Такви и се. Во Македонија сите имаат еднакви права гарантирани со устав. Но
Всички хора трябва да имат равни права. И в Македонија и навсякаде. Така е, ама не е така. Прошетај таму каде што си сега и распрашај се зошто бе македонците родени на територија на денешна Бугарија, ама македонци, некако ти што се чувствуваш, зошто тие не смеат да имаат здружување какво што сакаат. Ако тоа го игнорираш, се друго што ќе кажеше, како што вели и Стефан Дечев, пропаганда, која и денес неодоливо потсеќа на таа од пред 80-тина години. И сега назад на другиот, ненаспан па разбуден како бугарин, со кој ја почнавме емисијата. Љупчо Ѓоргиевски, ненаспаниот од Битола. И тој деновиве беше по бугарските медиуми. Конкретно на подкаст, кај многу познатиот новинар во Бугарија, Мартин Карбовски. Ова што ќе го коментираме се и сечоци од најавата на емисијата која ја најдов на Facebook, бидејќи за да ја изгледам целата требаше да платам $5, а не би плакал да слушам како некој ме негира саат време. Ајде, разбудение од Битола, гавари! Те немат проблем со болгарите од Българија. Да. Те имат проблем со болгарите во Македонија, коите сме. Те не искат да има болгари там. Всеки којто вдигне глава и кој говори публично, че е болгарин, че има болгарски народ којто живее во Македонија. Чукш! Сега или мразиме бугари или не мразиме. Јас велам не мразиме, други оттаму велат вие мразите, а види го ти Љупчо фраер. Вели не мразат бугари од Бугарија и вели во едно друго видео кога доаѓаат бугари од Бугарија во Македонија супер си поминуваат. Туку мразат бугари од Македонија, бугари во Македонија кои говорат јавно, што е уште една лж. Срам да те е. Мислам дека повеќето луѓе не ни мразат, дури ни некој кој ги навредува во очи и кој им ги негира човековите права, туку чувствуваат една жал, презир кон таквите фаци. Ама сите мразат луѓе кои велат сакаш Европска Унија и пари од ЕУ, па мора да кажеш дека дедо ти бил бугарин. Да, такви мразиме. Зашто се ко фашистите. Че на пребравањето не извадиха 3.500, а сега видиме, че има 215.000 болгарски гражданства. Нешто бројките не се совпадат. Виждате 215.000 пасоши, како што СДСМ вижда мигранти. Бројките не се совпаѓале, точно така, затоа што не сите кои земале пасош за да работат низ Европа, после земале и пари за да бидат професионални бугари од Македонија. Впрочем, пред Бугарија да е членка на ЕУ, дали колку, 200, 300, 500 македонци имале бугарски пасош? Па не си размислил ли на тоа кога мислиш зошто бројкиве не ми се совпаѓаат? И на тема бројки, тие 215.000 исто така не се совпаждат со бројките на Бугарското Министерство за правда, кое вели дека 105.000 луѓе од Македонија земале бугарски пасош во последните 25 години, без да кажат колку се тоа после влегувањето на Бугарија во ЕУ. Не 215.000, 105.000. Ова е објавено од познатиот софијски стар весник 24 часа, кој се обратил за одговор на ова прашање во Министерството за правосудство. А колку ми на оннив 105.000 се чувствуваат асли бугари од Македонија, говори пописот. 3.504. Сажалявам, нема 215.000, нема ни реални 105.000, има 3.504. Нема един народ во две држави, има два народи во две држави. Нема обединување, има окупација. Немало фашисти, бидејќи имало и така натака. Ама репресиран е човеков, бесејте мирни. И кога е репресиран, тоа е. Бројките малце чудно му излегуваат. Българија е 12 милиона. За тоа е 12 Това е милиона. първият човек, който казва. Колко е България? Българија 6-7 колку. Да, а иначе е 12. Го изненади и домакинот, Карбовски направи, со 12 милиони бугари, рече. Па после намали на 6-7 на подпрашањето, па се врати на 12. Како и да е. Убаво рече, бројките некако не му се совпаѓаат. Не треба да игра лото оваа недела. Се надевам сепак на сметката дека добро се совпаѓаат, зашто уште во 1861 година пишувал бугарскиот просветител и шовинист Петко Рачев Славеков, кој, откако ги изнавреѓал македонците, дека во себе немаат ни искра патриотизам и дека за пари и татка си би го продале, пишува Славејков дека имало такви кои велеле ќе ни дадете пари, ќе се чиниме бугари, додавајќи дека во тој период пак Македонија се уште се погрчувала на ангро.
Абе, во истиот период, пун курац луѓе и во Бугарија се пишувале грци, се кажувале дека се грци, а се срамеле да се наречат бугари. Па сега не ви тријаме ние солна рана на оваа тема, ама бидејќи овие муавети и 160 години подоцна се актуелни, што е чудно, нели? 160 години упорно да се трудиш некого да убедиш дека не постои или да го купиш да биде нешто што не е. Па, окей, чим така, чим и денес ова го зборуваме, ајде, убаво е да се подсетиме и на историјата малку. Да, и во 1861 имало такви кои менјале веру за вечеру, што би рекле другиве соседи. Не само од македонци бугари, туку и од македонци турци, односно од христијани, муслимани и така натака. Ама имало, фала Богу, и така е овде едно 3000 години, имало и такви луѓе кои, фала Богу, ништо не менуваат и ништо освен македонското не прифаќаат. И таквите, истиот бугарски просветител и шовинист Славејков, во 1871 година ги нарекува говеда и глупави луѓе. Зборува за македонците кои сакале да формираат, замислете, посебен македонски народ. 1871 година е ова. Кој според Славејков, македонски народ одамна исчезнал од лицето на земјата. И тоа овие говеда го правеле наместо да се соединат како што сака тој во еден бугарски народ. И така 160 години истата приказна. Пустиот Славејков своевремено вреѓа во своите текстови и други македонци кои тврделе следно, внимавајте на ова, дека не се бугари и некои велеле дека се потомци на старите Словени, а други, што особено го нервирало Славејков, дека биле потомци на Александар Македонски и татка Филипа, а не потомци на бугарите кои според нив биле од татар. Видиш, не сите си ги продаваме дедовците за пари. Ама да, имало и такви. И ги има и ден денес. Кадето имаме публичност да кажеме, ще излизаме и ще кажеме, че в Македонија правата на българите се нарушавани ежедневно. Българите се преследвани од службите в Република Северна Македонија. Дај, не тропај глупости, човече, Боже. Кои црни права нарушени, кои црни служби ве следеле? Освен ако не мислиш дека моето право да те отерам во мајчина, ако ме тераш да се преименувам, се кршење на човековите права. Ама па така и Зоран Заев и Венко Заев треба да се жалат пред Европа дека правата на северџаните во Македонија се нарушувани, бидејќи и нив ги тераме во мајчина пошто не преименува. Па кај ке ни е крајот, човек со толку жалби, дај малку цивилизиран однос, по битолски тро. И сега какъв език говориш в момента? Аз говорам развален български. И знаеш, че на тебе ти по-лесно разбирам, отколкото е на некои хора в разлог. Еми, като махнеш сърбизмите, ти е чист български. Развален български, а? И сега, ако некој ти рече дека си развален во глата како одговор на тоа дека македонскиот бил расипан бугарски со примеси на српски зборови, тоа говор на омраза ли ке, дали ке е тоа кршење на човековите права? Хајде да размислиме. В Македонија още тлее жарта. Това е думата, да. Още тлее жарта под пепелта. И като се раздуха малце, излиза пламък. Така да ништо не е загубено. Нашата борба няма да приключи, няма да не уплашат, няма да се предадем никога. Нашето дело е свето и ще продолжим докато истината не победи. Да, бе, да, вашето дело е свето. Просветители сте вие. Оти многу книги сте читале, човек. Ние сме неписмени. Ама, еве, иако неписмени, 160 години не ви успева. Сепак, чуј, трудете се и борете се. Нема ништо толкупа страшно во тоа. Само кога ќе не идете на отпор, како во Втора светска, например, што наишле на отпор, оние кои велеле ке обединиме Бугарија, не квичете после со леле, човековите права ни се нарушени, не ни дават македонците да ги тртиме како сакаме кај нив дома. Епа, не даваме. Мојата мечта лично е обединение на българскиот народ. И на крај ја засра работава со малтене цитат од фашистичката пропаганда. Бре, ја толку се понадевав дека ќе чуеме нешто поразлично од она до сега. Јеби ga, и познатиот новинар Карбовски си нашол кликбейт заморче кој ќе го продава за $5 по епизода, наместо да се јави како човек и да поразговараме, што да не, или пак да ми одговори на поканата која одамна сум му ја пратил, тој да дојде и да гостува во мојава емисија. Како што дојде на цивилизирана дебата и Христо Христов, познатиот диригент и правнук од најмалиот брат на Гоце Делчев. Седнавме, зборувавме. Не се согласивме за 99% од работите, освен дека е човечки и цивилизирано да се разговара без навреди, секој со своите факти, надевајки се дека може би еден ден ќе може да најдеме мегдан на кој ќе живееме паралелно без омраза
меѓу народите. И неколку дена по таа емисија, маестро Христов сними едно видео кое искрено не планирав да го покажувам јавно. Ни на Facebook го немам објавено, бидејќи има многу пофални зборови за мене. Таму а фалбата е аргија, нели? Така не учеле старите. Ама па не се фалам јас самиот. Хајде, погледнете го правнукот на Гоце Делчев уште еднаш во моето шоу. Мъжът Алфа от телевизия Алфа. Алфа е доминиращият фактор, решаващият поведението на масата. Opinion maker. Това е господин Богдан Илиевски от едноименното шоу по македонската телевизия с национално покритие. Наскоро отидох и се срещах с него на живо. Той даде мъжка дума и я изпълни. За македонската телевизия Алфа господин Богдан Илиевски е истинско попадение. Не знам дали това е благодарение на директора на телевизията господин Яни Бояджи или имат добър отдел за кадри и добър HR, защото имат и две много добри журналистки. Но факт е, че господин Богдан Илиевски е техен кадър. В изключителен унисон с политиките на телевизията. Бих казал, той е от най-големите платна в кораба Алфа. Един от най-силните двигатели на машината Алфа. Той е мъж Алфа. Телевизията има два инструмента. Първият е какво се вижда и вторият е какво се чува. Какво се вижда? Господин Богдан Илиевски изглежда много добре. Той е от поколенията на 80-те години и той е генерация на моят син. Тези деца са по-високи, по-едри и физически са по-хубави. Едно време моята височина се смяташе за висока. Днес всички са над 1,80 м. И сина на сестра ми, и децата на братовчедите ми, и децата на моите приятели. Казвам деца, защото за мен те са такива. Но истината е, че това са отдавна зрели мъже. Господин Богдан Илиевски е мъж в разцвета на силите си. Него камерата го обича. Освен това, звучи много добре. Гласът му се чува и вдъхва респект. Ние, музикантите, бихме казали, че гласът му е чист бас. Тон инженерът няма никакви проблеми с гласа му. Той пробива, той се чува. Микрофонът няма нужда от никакви корекции. От телевизия преди време започна и Слави Трифонов. Всички знаем за неговият политически възход. Преди време предложих на Българската национална телевизия да поканят известна личност, също лидер и кмет на Куманово. Това е господин Максим Димитриевски. Мислех, че той ще стане сериозен политически фактор на македонската политическа сцена. Така и стана. Днес той е незаобиколим политически субект там. Същото го чувствам и за господин Богдан Илиевски. Максимум до 2 години той ще е решаващ политически фактор. С тези хора трябва да може да се разговаря. Господин Богдан Илиевски е зареден с всички документи в защита на неговите тези и ги ползва много добре. Той постига възможният максимум. Тогава неочакван максимум получих и аз. Благодарение на неговото телевизионно предаване, любимата песен на Гоце Делчев, реализирана от мен, получи национален ефир в държавата. Днес тя е достояние на 2 държави. Песента е душата на онези храбри мъже. Чрез песента Гоце е жив. И това е мое дело. И последно, вече извън историята или междудържавните взаимоотношения за моят
за мъжкия свят. Нещо, за което не говорихме, така както и народния ми син, така и на господин Богдан Илиевски бих подарил мъжка поезия. Те и двамата ползват английски и ще го разберат. Това е поемата на Рудярд Киплинг. If. Пак гледах филмът 300 за историческата битка при Термопилите, където 300 спартанци се бият с огромната армия от цял свет на Ксеркс. И в момент на покой един спартанец казва на друг: бил съм се безброй пъти, без да срещна противник, който да ми предложи красива смърт. Надявам се, че сред тези войни, събрани от цял свят, ще се намери поне един, който ще успее. Това е пътят на мъжа. Това е пътя на война. Това е японският път. Бушидо. И на гроба на Яне Сандански го пише: да живееш, значи да се бориш. Робът за свобода, свободният за съвършенство. Или, по-простичко, който го е страх от мечки, да не влиза в гората. Всеки, който иска сериозен противник за дебати и словесни дуели, да покани господин Богдан Илиевски. Усещам, че няма да откаже. Защото той е мъжът Алфа. От телевизия Алфа. Ете, тоа е впечаток на господинот Христо Христов и без лажна, туку со искрена скромност. Благодарам на јавното споделување на овие впечатоци. Немаше да го пуштам ова, но сепак го пуштив. Зошто? Сега ќе ви кажам. Јас сметам дека Гоце Делчев е македонец. Христо Христов смета дека Гоце е бугарин. Но и двајцата може да седнеме и да разговараме. Без омраза, без закани, без уцени, вето и така натака. Секој со своите факти, секој со својата вистина. А некогаш, дај Боже, како на крајот на емисијата во која тој ми гостуваше тука, може да се најдеме и на една платформа, на едно поле за културен надпревар меѓу народите. Македонскиот и бугарскиот. Тоа е патот за пријателство, кој е греота што го немаме. Единствено, и ова болдирано го кажувам, би го одвратил од идејата да гледа во мене некаков политичар, уште помалку важен, бидејќи мене тука ми е убаво. Меѓутоа си во сета слобода која ја имам да работам за она што ми е свето и во кое верувам на начинот на кој што го правам тоа. И доста е со разнежнување сега, мора да се вратиме малку на колосек, нели? Алфа мажа во ТВ Алфа. Затоа морам да ви пуштам бета, гама, делта, односно ќе го видите младиот Фрчковски. Мене ми е криво да се навратам на тоа што и нашиот член и поранешен градоначелник стана дел од тие вести. Практично има возможи да го искористат неговото мислење и став за да повторно избегаат од проблемите со кои што како власт се соочуваат и за кои што немаат одговор. И дека да, за жал, нашиот поранешен градоначелник член другар стана дел од таа приказна и машина која што ДПМН ја спроведува неколку денови. Добро. Не само неколку денови, туку недели наназад. Да. Режија чуеше, чуеше што е ова, чуеше режија, па не мислев тој млад Фрчковски, ама ајде кога веќе го пуштивте, ова е Јон Фрчковски, од неодамна нов член на извршниот одбор на СДСМ, кој на некој начин во оваа изјава, во овој интервју, во овој дел, како да кажа, како се доживува слободата на говор во СДСМ, за која деновиве и пред Уставен суд тие самите се жалат. Чим некој каже нешто против Венко Заев, па дури и еден Петреш и Легов, веднаш е означен како инструмент на ВМРО. Баш слободоумно поимање на нештата. Инаку да, не сакав овој млад Фрчко да го пуштам, туку овој. Сите македонци и граѓани на Македонија сме соочени со пораз на нашите позиции на меѓународен план. Ова е нов и ова е алармантен факт. Тој процес на паѓање на националните позиции мора да запре. Имено ја повикуваме од ова позиција ДПМН да води политика на одбрана на националните интереси, вистинска одбрана на националните интереси и решавање на спорот со Јужниот сосед.
да собере сила и консултира знаење, со која ќе консолидира политика, која прво ќе го запре паѓањето на атрибутот македонски од ден на ден во меѓународните организации и ни светот, а потоа ќе води политика на преговори и ќе го реши спорот. И тоа на основа, без допирање на идентитетските атрибути на македонците и без промена на уставот на земјата. Тоа е возможно, ако не знае или нема сила на тоа, нека демисионира. Македонија се наоѓа пред критички период и никој не може да ја раскира позицијата на земјата по идентитетските прашања, кои, повторувам, до денес ги имавме изборено, а кој оваа влада од ден на ден ги губи пред нашите очи. Ќе го реши спорот. И тоа на основа, без допирање на идентитетските атрибути на македонците и без промена на уставот на земјата. Хеј, па кај си тие, човече, човече. Чисто да се подсетиме на старите асови. Еве идеја, наредно од СДС да најават дека ќе го вратат името кое ВМРО-вците го украдаа од Македонија. И не се далеку ни од таков став во оваа фаза на лудилото кое ги беше зафанало последно време. Ќе застанеме како еден во одбрана на демократијата, слободата на говор и мислењето и во одбрана на Македонија. Да ја одбраниме Македонија, да ја одбраниме демократијата. Од кого? Бог знае. Од Вучич, не, од мигрантите, не, од нинджа желките, од вонземните суштества од планетата Нубиру, но важно е дека тие ќе ја одбранат. Ама прво, пред да се пресметаат со мигрантите и со Шилегов, ќе ја бранат Македонија од ВМРО-вката Катица Јанева. Па и денес во своите соопштенија во кои редовно има и Бело и Русија, односно Белорусија, токму така пишуваат преземањето целосна контрола врз судството, ајде мајката. Неуставната резолуција против слободата на говорот, ајде мајката. И пуштањето на Катица се дел од истото сценарио на власта. 3 години затвор ги заменија за 3 месеци кампања, вели СДС. Кампања против опозицијата, со Катица во главна улога, а во режија на Груевски по сценарио на Вучич. Која црна кампања со Катица дали сте луѓе вие при здрава свест и разум? Пазете, како што гледаат мигранти кои не постојат, упорно и упорно со денови пишуваат за некакво сценарио на власта против СДС во кое се користела Катица Јанева. А да не пишеат тие дека е на слобода, никој жив немаше да знае дека добила условен отпуст од затворската казна. Jesus! И бидејќи мора да го има во секое соопштение и бабарогот Вучич додаваат. Копи-пейст на моделот на српските пропагандни шеми. Таквата улога во Србија ја имаше и Дијана Харкаловиќ. Која е сега побогу Дијана Харкаловиќ? Сигурно си викате сите вие и со право, никој жив не знае освен 0,1% од населението и не е ни битно, ама во СДС знаат и во соопштение ја ставаат. И додаваат дека денес таа улога во Македонија ја преземале Катица Јанева и Боки Тредичи. Продолжуваат. Стара политичка сапуница, наменета за дискредитација на СДСМ, бидејќи некој може да ги дискредитира повеќе од нив самите. И велат манипулација со јавноста, леле мајко, со цел, внимавајте, еве целта, дефокусирање и напад врз опозицијата, која што е разбиена ко звечка во клучен политички момент. Кој е тој момент? Кога се дознало за темата мигранти за пари, кои што мигранти само на бихачка ги гледаат. Кој знае колку ги чуваат во подрум. И на крај завршуваат овие храбри бранители на Македонија со нема да ви помине, сите ќе одговарате. Јас, што и да е ова што ве зафатило, се надевам дека ќе ви помине. Иако сум голем скептик дека е можно враќање од овој стадиум без многу озбилен ресет. Ама што би рекол Лаце Русевски, нема што ја да му ја мислам, они нека му ја мислат. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со министерката за образование и наука Весна Јаневска, со која секогаш водиме многу интересни разговори, разговори кои се важни буквално за секој човек во Македонија, затоа што секој од нас има некој што е дел од образовниот процес или ќе биде дел од образовниот процес. Така да, останете со нас, ќе биде интересно. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив,
Повторно во оваа емисија, после, не знам, 7-8 месеци може би има, е министерката за образование Весна Јаневска. Добро вечер, добре дојдовте, професорке. Добро вечер, благодарам за поканата. Мене секогаш ми представува задоволство да учествувам во оваа емисија. Исто и мене, бидејќи сте супер соговорник, сакате да дискутирате за сите теми кои што во јавноста се отвараат, но нели немате време и простор секојдневно да одговарате на се, па еве, овие емисии се добра прилика да поразговараме за се што се случува во вашиот ресор. Како викаат, ако сакаш да уништиш една земја, уништи го незиното образование и си завршил работа. Вашата борба е во таа насока борба за зачувување на земјата, така? Токму така. Деновиве е актуелна новата стратегија за високото образование. За образование. За образование, која што сега во моментов е во фаза во која што вие ја изложувате јавно и прибирате предлози од разни страни, нели, кои што имаат што да кажат на таа тема. Кога зборуваме за стратегијата е 5 годишна и сега кога зборуваме за стратегија за следните 5 години, која е незината суштина? Како ќе го подобриме квалитетот на образованието во Македонија низ призма на оваа стратегија? Богдан, ние имаме многу стратегии и многу одлично конципирани стратегии, но овој пат идејата беше да направиме стратегија која ќе биде функционална, односно ќе може да се имплементира. Ја работевме со наши странски партнери, значи со Совет на Европа, со ГИС, со Швајцарска амбасада, со UNDP, со Светска банка, со домашните институции, Државен просветен инспекторат, Државен испитен центар, Биро за развој на образование. Вклучивме околу 100 луѓе директно вклучени во креирање на оваа концепција, со идејата дека се што треба да направиме треба да биде остварливо за реално да влијае на квалитетот на образованието. Нормално образованието опфаќа повеќе нивоа и почнавме од предучилишното образование. Тука ние имаме сериозен проблем, затоа што опфатеноста на децата во предучилишното во Европската унија изнесува нешто над 95%, додека во нашата држава 45%. Само 45%? Само 45%. Дополнително стандардите не се менувани речиси 20 години, па сега во новата стратегија за учење во предучилишното образование, нели, вметнуваме една нова алатка која се вика Мелко, која ќе го подобри предучилишното образование. Ние денес имавме во собранието состанок на Комисијата за образование и наука, каде исто така ја презентиравме пред пратениците стратегијата, за да го чуеме и нивното мислење. И истото ова го кажав, постои еден дисбаланс во предучилишното образование и со инфраструктурата, недостаток на градинки во одредени региони и градинки кои се полупразни во други региони, но тоа е помалку важно. Постои еден дисбаланс во подготвеноста на децата кои влегуваат во прво оделение, во урбаните средини, например во Скопје, каде што се релативно добро подготвени да влезат во прво оделение, што значи дека образованието во градинките е релативно добро, и во внатрешноста на земјата, каде што воглавно повеќе се фокусирани луѓето на нега и чување на децата, отколку на образованието, што дел се должи на традиционалниот начин на живот во внатрешноста на земјата. Во семејни куки со дедо, баба дома, со дедо, баба, тетка, стрина и така натаму, било кој и мислењето дека сепак тие подобро ќе се грижат за децата. Тоа е еден голем предизвик кој сум сигурна дека постепено ќе го надминуваме. Вториот голем дел се основното и средното образование, каде што продолжуваме со идејата за едносменско учење на децата во училиштата, целодневна настава и оптимизација на училишната мрежа, кои де факто представуваат една целина, тие не можат да се раздвојат едни од други, и
почнуваме да го реализираме сето ова во континуитет, како што и претходно го правевме, и рачунаме дека најголем процент од оваа идеја ќе успееме да ја истворим, да ја завршиме, да речеме, во еден 4-годишен мандат. Еве, за година и пол од 150 сме пораснале на 200 училишта кои работат во една смена, што е релативно добар показател. Повторно постои една нерамномерност во дистрибуцијата на потребите за едносменско работење. Да речем, има општини каде што лесно може да се спроведе едносменското работење, за жал, заради се помал број на ученици, но постојат општини каде што треба доградба, и ние тоа го правиме, цели блокови на училишта доградуваме, реконструкција на училишта, адаптација на училишта, доградба на училници и така натаму, и тоа е процес кој што се одвива. Она што исто така треба да го направиме е поголема инклузивност во основното образование. И јас тука ќе спомнам само неколку поважни детали. Поголема инклузивност, ние сме сосема свесни, не ни требаат специјални анализи, иако ги имаме, дека одредени куми имаат влез и излез или дроп-аут на ученици, што секако треба да се намали. Поголема инклузивност на децата со започнуваат, па се откажуваат од... Започнуваат, еве, генерално се однесува на ромското население, да, кои ќе влезат на училиште, па поради привремена работа на нивните родители во странство ќе го напуштат училиштето, па ќе се вратат за 5-6 месеци или за година и пол, таму учеле или не учеле, па кога ќе надминат возраст мора да влезат во процесот на образование на возрастни и така натаму. Тоа сериозно треба да го средиме. Што е можно повеќе ученици со посебни образовни потреби да вклучиме во образовниот систем. Не зборувам за тотална инклузија во регуларните училишта, туку онака како што со закон тоа го регулиравме. Многу пати сум кажала и ќе повторам дека исклучително значаен, најзначајниот елемент во образовниот систем се наставниците. Ќе обрнеме повеќе внимание на нивни различни едукации, постигнување на одредени компетенции и она што е значајно и почнавме да го правиме и го правиме промена на курикулумите, односно промена на наставните програми во основното образование. Во средното образование ги именуваме концепцијата за гимназиско и за уметничко образование. Понудивме драв верзија на гимназиско, која не беше прифатена. Деновиве, многу брзо, веројатно после празниците, ќе ја понудиме втората драв верзија за гимназиско образование. Се надевам дека ќе се најдеме, бидејќи ги слушнавме. Од кого не беше прифатена? Не беше прифатена генерално од стручната фела, социолозите, филозофите и од наставниците, бидејќи сметам дека погрешно протолкуваа дека ќе останат професорите без часови. Без часови, односно помали плати. Односно помали плати или дека евентуално ќе ги изгубат работните места, што воопшто не беше интенција. Интенцијата беше учениците да се најдат таму каде што нивниот интерес е најизразен. Со тоа што концепцијата дозволивме, па и во законот, менторски начин. Едно дете ако избере на обука, едно дете ако избере филозофија, нели да го добие, професорот ке го има тој час, меѓутоа кај нас се бурно се случува и промената беше драстична, факт е. Но се направи дебата, така отворивте, се отвори дебата. Бидејќи се случуваше, Богдан, после 20 години, од прилика 20 години ништо не е именувано. И кога вие одите со еден револуционерен концепт, логично е да изреагираат. Луѓето се отвори дебата во ред, така и треба да биде. Задоволни бевте од предлозите на фелата? Имаше добри предлози, но имаше и малку чудни, би рекла, за предмети кои навистина не имја место во гимназиското образование, кои навлегуваа во некакви детали, кои можеби би можеле како модули да се вклучат некаде, но како предмети во изборните, сите сакаат да имат... Постојат изборни, така? Постои можност? Секако и така.
Но сметам дека тоа релативно брзо ќе го решиме. Повторно фокус на наставниците, нивната до едукација, секате хоризонтално ни се провлекува дигитализација и еколошка свет, зелени вештини на учениците. Од средно, така? За средно. Дали за основно има нешто дигитализација? И во основно, дефинитивно. И во основно, и еве, може би сега е моментот да кажам, исполнуваме индикатори од реформската агенда, па да речеме еден од индикаторите, веќе го исполнивме, дека 45%, небитно 100 училишта се веќе комплетно опремени за да можат да функционираат со модерните алатки сега кои во светот станаа секојдневие и ние тоа да го пресликаме кај нас. Исклучително ни е важно како држава средното стручно образование, каде што воведуваме две новини. Задоволни сме од тоа што се случуваше до сега. Факт е дека и минатата влада посвети внимание на средното стручно образование и дуалните паралелки, но ние тоа го интензивиравме, така требаше да биде. Па сега околу 70%, не околу 70% од основците кои се запишуваат во средно училиште, веќе се запишуваат во средно стручно образование, што е од исклучително значење за земјата, затоа што ни фали работна сила на пазарот на труд. Ги прилагодуваме програмите за потребите на пазарот на труд, но и обезбедуваме прооднос од средно стручно кон високо образование. Прво воведуваме посредно стручно образование од една година како специализација во регионалните центри за стручно образование, но и кратки студиски програми во академската заедница, за да можат да излезат поподготвени на пазарот на труд и таа проодност да можат постојано да си го надополнуваат образованието, дури ако сакат да завршат и со факултетско образование. Во рационализирано време, да не е тера студиска програма од колку 6 или 10 семестри, 8-10 семестри, туку да се доостручат. Така, во пократ временски рок, да се доостручат за тоа што им е потребно таму каде што работат или каде што ќе работат. Тука зборуваме за разни профили, пример од занаети до IT инженери од средно. Дефинитивно се разбира дека ние се уште немаме програми за се што е потребно во светот. Во моментов се фокусираме на она што е потребно на нашиот пазар на труд. Тоа е за средностручното. Следното значајно нешто на кое што се фокусираме е образованието на возрастни, затоа што во Македонија, повторно една голема дискрепанца, имаме од 25 до 45 години околу 45, не до 60 години, 45% кои воопшто не се надградуваат во правец на своето лично образование, за да можат да се вклопат на пазарот на трудот, додека во Европа тој процент е многу поголем. Што тоа значи со средно се или дека што и да заврши на кој степен да заврши? Завршили и тука застанале. Не одат понатаму. Од 25 до 60 години 45% ништо не направиле плюс од степенот кој што го имаат. Така. Точно така и сега со сите програми и државниве програми, и во образованието се обидуваме да ги вклучиме за да можат полесно да најдат работа, да бидат стручни за таа работа. За жал, околу 70.000 граѓани на нашата држава немаат завршено ни основно образование. Немаат завршено ни основно и тоа мора да го направиме преку образование на возрастни, барем да завршат основно, да стекнат нека и микровештина, нека биде микроквалификација, а може, не е проблем, и секаде тоа го има, за да можат некако да се вклучат на пазарот на трудот. Во високото образование ни следи голема реформа. Нов закон се Нов закон за високо образование и до крајот на годината, јас мислам дека некаде околу 25 декември, ние веќе ќе го поставиме на ЕНЕР.
ќе стои малку подолго отколку што е предвидено по закон, затоа што е огромен закон и затоа што сметам дека треба да допре до јавноста. Ќе направиме јавни расправи на универзитетите, ќе направиме јавна расправа и во собрание, ќе ги прибереме сите забелешки. Се надевам дека повеќето ќе може да се имплементираат, не можам да ветам дека тоа 100% ќе биде така. Но не тврдите дека најдоброто решение сега ние дека го ќе го напишеме и тоа е Библијата, така? Не, ние сме луѓе, сите можеме пропуст да направиме, сите може да сгрешиме, затоа и ќе биде наеднер. И да, законот не е уклесан во камен и нешто ако се пропушти ќе се промени. Иако понекогаш опозицијата знае да ме искритикува, нели, многу промени, но кога ќе видиме дека имплементацијата оди тешко, јас велам можеби е подобро да го смениме законот отколку да го кршиме законот. Па ќе дојде време кога ќе направиме нова и подобра промена, но битно е, како што веќе еднаш кажав, да почнеме да работиме. И дополнително би сакала, Богдан, да кажам, кога ќе речат, нели, има секакви луѓе кои ќе речат дека можело побрзо, можело повеќе. Јас велам дека оваа влада направи нешто исклучително значајно, еве конкретно за образованието, а не мислам дека се однесува само на образованието. Ние успеавме да го запреме падот. И тоа е најтешкото и најстрашното што може да се случи на една држава, да е во слободен пад. Оваа влада успеа да го запре падот. Од сега натаму одиме и се движиме нагоре, колку и да е бавно, подобро е отколку да сме во слободен пат. Но да завршам со стратегијата. Освен законот за високо образование, закон за квалитет во високото образование, закон за научно-истражувачка работа, сите ќе се донесат во пакет. Очекувам за неколку месеци, во првото тромесечие од 2026 година. Ке ги зголемиме вложувањата во наука, веќе покажавме дека имаме сериозна интенција тоа да го правиме со вложувањата од минатата година. Државата, односно владата, покажува дека и е приоритет образованието со постојано зголемување на буџетот во овие 4 години. 2024-та, 2025-та е поголем, за 2026-та е уште поголем буџетот за образование, но и за наука, па крајна цел на научните наши достигнувања покрај се друго што ќе направиме е изградбата на првиот македонски научно-технолошки парк, бидејќи ние сме единствената земја во регионот што го нема, добро ќе зборуваме за тоа. Да, се разбира. И она што е многу важно, поврзување на средното стручно образование и високото образование со стопанството, односно да ги вклучиме сите елементи потребни за успешно спроведување на смарт специализацијата, за луѓето кои не знаат што е тоа, добро е да објасниме, Богдан. Апсолутно. Смарт специализација е назив за нешто што треба да биде приоритет на нашата земја за подобрување на економијата. После направена анализа со помош на наши странски партнери, ние сме утврдиле во кои области сме најдобри и кои области може во науката и во стопанството и кои можат релативно брзо да го придвижат нашиот економски раст. Добро. И тука се ИКТ технологијата, нели, електромашинството, земјоделието, и одржливите материјали и паметни згради се наши 4 столбови на кои треба да ја градиме економијата. Додатно имаме уште 2, а тоа е зелена енергија и туризам. И туризмот кој треба да го развиваме. Значи, се што треба да правиме меѓуресорски, не е само образование во прашање тука е сега и економија и труд и социјала со програмите за едукација, нели, и така натаму, треба да правиме во овој правец да постигнеме извонредност, за да можеме да ја подобриме економијата, што ми ја подобриме економијата, се средува.
активно и длабоко мора да биде вклучено стопанството. Еве тоа отприлика накратко за стратегијата. Благодарам. Прво, за овие смарт специализации, тоа се работи, например, за оние пократки до едукации, за кои што зборувавме претходно, онаму каде што е тоа потребно, каде што стопанството ќе јави тоа е дел, нели? Тоа е една од алатките која ќе користиме, но генерално напредокот на државата, стопанството и економијата се базираат на научните достигнувања, па ние мора да ги поврземе науката, стопанството, владата, нели, односно јавниот сектор и секако и невладините и целото општество, и една од алатките е курикулумите на средно стручно образование да ги направиме во правец на овие 4 столба или 6 нели области каде што ние очекуваме најбрз развој. Какви, ајде да тргнеме сега од критиките. Поставена е стратегијата на увид на јавноста, на ЕНЕР. Какви критики до сега, пример, се пристигнати? Во овој момент нема критики, освен една, која и тоа е масовно. Секој ден на мејлот добивам стотици мејлови во кои велат не се сложуваме со... Од иста адреса? Не, од различни адреси. Реков да не е спамирање некој. Од неколку здруженија на граѓани кои не се согласуваат со употребата на зборот род во стратегијата. Добро. Еве сега јавно кажувам, да нема забуни кога го користиме во оваа стратегија, но и во многу други наши стратегии, зборот род, апсолутно мислиме на пол, односно на машки, момчиња и девојчиња, на машки и женски пол. Вообичаено е и во преводите на англиски, но и во другиот нормален живот, кога ние велиме родова еднаквост, мислиме на, зборуваме за жените да се вклучат, да речеме, во ИКТ индустријата или во електромашинството, во STEM образованието. Нели велиме да има родова еднаквост. А тоа е протолкувано од овие некои невладини дека се мисли на како политиката од време на, не знам, на Мила Царовска, например, дека... дека... но еве, ти благодарам за приликата да објаснам дека зборуваме за полова еднаквост, полово, нели, застапеност во образованието и... Односно за мажи и жени, а не за мажи што се чувствуваат како момчиња жени или и гулами. девојчиња. И од тука мислам дека ќе допре ова и до нив и дека не треба да бидат навистина не треба се вознемирени, загрижени, не треба да се вознемирени со едно нешто што сакам да го кажам. Нашите деца имаат потреба од сексуално образование и бараат и тие и наставниците, и ќе ви кажам зошто, во 9-то деление, во први клас, гимназија, се извинувам, средно и натаму, во однос на репродуктивно здравје, во однос на запознавање на биологијата на машкиот и женскиот пол, во однос на несакани последици од сексуалната активност на младите луѓе. Разбирам што не се учи, ке праша во рамки на биологија, но ете, окей, има така аспекти кои што... А ги има и во природните науки, и во биологијата, заштита од несакана бременост. Токму тоа сакав да го кажам. Жал ми е што морам да признам, не да признам, тоа е факт, ама ете така да кажам, дека ние се уште имаме бременост во млада возраст, која представува сериозен проблем и за личноста, и за општеството, и да не образложувам понатаму, и за тоа децата треба да бидат образувани. Се образуваат сегде во светот, ке ги образуваме и ние. И тука за нас како влада, за демохристијанска партија, која го цени семејството и така натаму, завршува приказната во сексуалното образование. Да, но не ова 1762 година, па сега ние во ова време, во ова доба на... дека ќе ги чуваме децата во конзерви и после еден ден, кога во трета средна или прва на факултет... Не можеме да ги дочуваме, туку кога керката ќе се врати во 6-ти месец, завршена е приказната. И тоа ќе го направиме, инаку нели, ние сме посветени на семејството. Во моментов нас ни требаат многу детни семејства,
Направивме една мала промоција со 3 сликовници за прво, второ и трето оделение, за младите деца да сватат што е семејство, што значи да имаш брат, сестра или две братчиња, 2 сестри и така натаму. За да ги терат тато и мама дома. Па претпоставам дека тато и мама веќе имаат план за животот, но убаво е да не се сами децата, да не е само и да се ослонува само на братучедите. Но државата не се меша повеќе од што треба. Не, тама државата не се меша, индивидуалниот став е индивидуален, но само велиме дека е добро, дека би било корисно и лично за самите индивидуи да имаат, нели, браќа и сестри, и за државата исто така, бидејќи се соочуваме со белата чума на масовно исолување на нашите луѓе од земјата. Едно подпрашање сега што ми се не знам дали ќе стигнам сите да ги поставам, но ќе се обидам. Ама едно подпрашање кој што сега ми се јави слушајќи ве, зборувајќи за стратегијата, зборувавте дека ќе има доедукација за наставници, претпоставувам тоа е процес кој што континуирано си трае и при тоа веројатно не се мисли и само на пример вештини кои што се нови soft skills кои што сега се потребни денес, туку генерално на нивна и стручна доедукација во однос на предметите што ги предаваат. Од друга страна спомнавте и во предучилишното, а верувам тоа е случај, ако грешам, коригирајте ми, и во основното и во средно образование, дека има дискрепанца во квалитетот на дали може да кажам образование, сите работат по иста програма, но во квалитетот на пренесено образование помеѓу урбаните и руралните средини. Како е тоа на хартија возможно кога сите што завршиле дали педагошка академија, дали други факултети после кои што се стекнале со звање учители, наставници, професори, учат од исти програми, учат по исти систем, учат од исти книги и добиваат оцени кои што би требало да се на некоја скала соодветни, нечива седмица со нечива осмица може да се слични, ама некој ако има 9 и 6 со исто знаење е проблем. Така е. Нас ни е необходно потребна реформа на наставничките факултети и ние веќе разговараме. Првенствено почнавме со педагошкиот факултет и сериозно разговараме со нив и они превземаат чекори за промена исто така на студиските програми и воведување на нови предмети, затоа што се менуваат интересите на младите. Светот рапидно и брзо технолошки се развива и ние мора да се адаптираме ако не сакаме да останеме изолирани. Од тука до едукацијата на наставниците, знаете, не се случува промената во период од 10 години. Промените се случуваат од година за година, а некогаш и побрзо. Па од тука до едукација на наставниот кадар е секогаш потребна. Јас овде би дала 2 примери. Скоро присуствував на една презентација на резултати од национално тестирање, каде што вели дека нашите ученици за мајчин јазик, Добро. 5-то оделение, Добро. постигнуваат отприлика вака резултати. Најниско ниво во читање и пишување. Најниско ниво 37,8%. Средно ниво 38, нешто проценти и високо ниво 24%. Тоа е крајно незадоволително. Јас многу пати за македонски јазик зборувам. За мајчин јазик. Тоест да, не мора за да мајчин јазик. така е, да, окей. Јас многу пати сум кажала, мене ме критикуваат на Фејсбук, јас немам време да читам Фејсбук, но имам пријатели и роднини и ви пренесуваат, кои добро. пренесуваат. Дека претерувам, дека децата многу учат, дека децата се преоптоварени. Не е точно. Нашите деца имат 900 часа помалку до 15 години. 900 часа помалку од европскиот просек. Од европскиот просек. Нашите деца, за разлика од европските деца, просечно остануваат 4 до 5 часа на училиште, тие остануваат 8 и повеќе часа на училиште. Значи, материјалот е усогласен, она што го учат. Сега веќе го усогласуваме комплетно, годинава 8 и 2 клас до година 9 и 3 и 4 клас гимназиско, стручното е решено и ние ќе имаме усогласени програми. Не може да се жалиме дека нашите повеќе учат. Не, резултатите кажуваат дека не учат. Тоа е оној стар мит од време Југославија дека ако знаеш колку овци има Парагвај, дека си
вундеркинд, а американците Така биле е. глупави и не учеле ништо. Така е. Е да се вратам на резултатите од ова читање и пишување. Тоа е соочување со реалноста. Очигледно, анализата ни кажува дека нешто не е во ред. Мора да ги научиме наставниците, не се барало во минатото. Таков начин на нели знаење, Да. се барало да изрецитираш ова што ти го кажуваш, колку овци има во Парагвај. Тоа се барало, така предавале наставниците. Но сега треба да ги научиме како да го развиваат размислувањето, анализата, дедукцијата, макар и во најпрости текстови. Како детето да разбере сложена реченица, а не само проста реченица. Ми има мама, јас стално ја кажувам како пример, како нешто убаво на што се сеќавам од детството. Тоа сите го разбираат, нели? Да. Но ако е посложена реченицата или текстот, ако е поголем, децата не успеваат да го разберат, пораката да ја сватат и не знаат да го применат во секојдневниот живот. Такво знаење е бескорисно. Ке ги обучиме наставниците за тоа. Дополнително, дигитализацијата рапидно се развива во цел свет, еве и ние ја спроведуваме. Има земји во кои што AI, Вештачката- Кина воведе, мислам, вештачка интелигенција од основно. Ама мора и Финска ние беше? ќе ја воведеме. И ние ќе ја воведеме, Богдан. Не може да замислиме светот секојдневно да работи со вештачка интелигенција, а ние да не ги подготвуваме нашите деца. Нема да можат да работат, нема да можат да опстојат ни во Македонија ако не се подготват за тоа. За секоја возраст има соодветно ниво. И ја воведуваме и дозволи, јас сум го кажал ова, но битно е, еве да го Повелете. повторам. Прво што направивме, побаравме од Факултетот за информатички науки во Штиб на УГД да направи еден прирачник за наставници, родители и деца, во кој што ќе им се кажат поготностите, но и опасностите од вештачката интелигенција. Излезе прекрасен, јас им честитам на професорите, излезе прекрасен прирачник, тој е дистрибуиран. Но на училиштата, но теоријата е теорија, треба сега обука. Му благодарам на Брейнстер, кој беше првиот кој потпиша со нас меморандум за обука на наставници, на 100 наставници, која беше бесплатно направена за добробит на државата. И јас навистина им благодарам на приватните училишта, на јавните факултети и приватните компании, кои покажуваат обштествена одговорност, како што покажа Брейнстер. Значи, првата обука јас проведовме со Брейнстер. Задоволни сте од... Презадоволни се наставниците, јас не Супер. бев присутна, но Тоа сакам да наставниците кажам, кои беа впечатоците присутни се презадоволни. Второто нешто што го направивме со Innovate, направивме повторна обука за 700 наставници и сега планираме веднаш во тек на 2026 да направиме уште една обука на 700 наставници. Тоа целта е наставниците да се стекнат со знаење во алатки од вештачка интелигенција, Дефинитивно. кој што после, сега, ако во курикулум се внесе, така да знаат што да ги учат учениците. Така е. Прво тие да искористат вештачката интелигенција. Да, во тековната работа. Многу прости Водење примери. дневник или не знам. Така. Веќе имаме дневник, но, например, подготовка на Тестови. наставно ливче, подготовка на тестови. Ке им го скрати времето кој тие ќе го користат за административна работа, ќе можат да планираат час, да посветат повеќе внимание на учениците и така натаму. И дополнително да ги обучат учениците како да ја користат вештачката. Еве, стално повторувам едно исто. Како ChatGPT да го користат. Да, најбазичната алата. Што да им верува, што да му веруваат, што да не му веруваат. Како да го насочат за... Каде да го насочат за да добијат точен одговор и така натаму. И секако од опасностите, нели, за чувување на Се разбира. податоците, Приватност, податоци. и така натаму. Тоа што треба да го направат и на Facebook и на се друго. За жал, повторно се навраќам, но така ни оди моабетот. Нашите деца, наместо, ајде да не речем наместо, само ќе речем дека повеќето од времето го трошат на мобилните телефони, на Facebook, на Во Австралија TikTok. сега забранија социјални мрежи за лица под Така 13 е, години. на мислам. социјалните мрежи, отколку што... Што е глобален проблем и треба да зборуваме за тоа. Да, отколку што се посветуваат на учењето и на училиштето, и тоа треба да се промени. Тие треба да ги користат дигиталните алатки, но во вистински правец. Уште нешто би сакала, Богдан, да ти кажам од она што го слушнав на резултатите од ова тестирање. Okay.
Покрај тоа што треба да работиме со наставниците, ние треба да им се обратиме и на родителите, бидејќи истражувањето вели, тоа не е ништо ново, но е подкрепено, нели, Со податоци, со докази. Што кажува вели истражувањето? дека учениците кои помалку се присутни на училиште, односно повеќе отсуствуваат, даваат полоши резултати. Многу логично. Учениците кои во семејството имаат помалку книги, помалку читаат. За разлика од оние кои имаат 100 книги во домот и ги гледаат родителите како читаат и тие повеќе читаат. Ова не е нешто, не знам... Нуклеарна физика, да. Вау, нуклеарна физика. Ние тоа го знаеме, сега е подкрепено и со факти и треба и со тоа да работиме. Односно, треба на некаков софистициран начин да побараме од родителите да го ценат повеќе знаењето отколку петките, нели? А ние, така велат наставниците, имаме петкоманија во државата, во која сите учествуваат. Учествуваат и родителите, за жал и наставниците, кои јас многу пати сум рекла, трпат притисоци, трпат сериозни притисоци, но тие мора во еден момент со помош на Министерството да се одважат и да речат не. И ние сме им дали едноставни алатки преку едневникот, каде што нема веќе бришања неоправдани, каде што нема бришања оценки еднаш запишани. Имаше мала реакција, па се стивна таа реакција. И за други некои имаше реакција за нема поправање оценки на наставнички, па и таа се стивна. Значи, ако одмерено... Реакција ќе има за секоја промена, министерке, тоа е, нели, тоа го знаеме. Тоа е човековата природа. Полека и полека ќе си се движиме по оној пат по кој што се движи цела Европа, нели, не го измисли оваа министерка тој пат, тој постои, за да ги постигнеме резултатите што треба да ги постигнеме. Зборувавте за резултати од истражување, ќе ја подсетам јавноста и вас тука на едни резултати за една позната скопска гимназија, лани или преклани беше, кога тестира одлични ученици и на тестирањето на одлични ученици, не знам, 20% има единица оценка, 20 нешто посто двојка, тројка, четворка и некој 13% има оцена 5. И тука би требало сите родители кои се дел од таа петкоманија, но и институциите да излезат во заштита на наставниците, да го спречат тој процес, бидејќи не користи тој никому. Сега, во тоа светло, петкоманијата постои за средношколецот да се запише на факултет, така. Сега, на некои факултети критериумот има едно ниво, на некои факултети критериумот нема такво ниво. Нели, сите сме слушале муабети за установи каде што може релативно на лесен начин да се дојде до диплома, која што после така некако како системот да е поставен. Нели, за да се вработиш ти треба тоа и ти викаш окей, чим ми треба тоа, кој е најлесниот начин да дојдам, тоа е најлесниот начин. Јас сум гледал возрастни луѓе кои што магистрираат, докторираат, затоа што им требало за да бидат, не знам, директори на основно училиште. Не коментирам за начин. И други институции. Дали тука имаме капацитет да се впуштиме во суштинско справување со таквите ситуации, доволен број на инспектори или доволен начин за контрола, како би се мерело тоа, бидејќи, нели, свесни сме дека е ситуација која што е проблематична. Богдан, ќе мора да изнајдеме начин да се справиме со тоа. Ќе повторам нешто што е општо познато. Ние успеавме да затвориме 14 така наречени институти, затворивме еден факултет, забранивме упис во уште еден и така натаму. Тоа е долготраен, макотрпен и не е лесен процес. Во моментов се соочувам со неколку тужби. Негде ние сме направиле пропуст во однос на процедурата, сме закасниле 2 дена со жалбата, но не битно. Некаде се неосновани, не е материјално, се комплетно неосновани и така натаму, ќе се соочувам. Ние тоа мора да го направиме. Квалитетот на високото образование мора да го подкрепеме, да го подигнеме и еве ќе се обидам едноставно да објаснам зошто. Во приватниот сектор луѓето сакаат остручени и обучени. И тоа веќе таму и се случува.
Во приватниот сектор никој не зема неспособен. Тој што ќе го вработа треба да е способен да се заврши работата, инаку не го толерираат. Така е. Таму е многу лесно, фала, пријатно. Има знаење или нема знаење? Има Те бива или не знаење, те бива? последната плата, пријатно барам некој друг. Но она што и денес го кажував, еве денес се повторувам, државата е администрацијата, не е министерот држава. Министерот е менлива категорија. Министерот е тука за да спроведува политики и закони. Администрацијата во државните институции, кои и да се, всушност ја представуваат државата. Ние тоа го избламиравме. И отворено кажувам дека имаме недостаток на компетентна администрација. Дали е тоа во некое предпријатие или во министерство или во некој, не знам, агенција, ирелевантно. И сега се доведовме во една ситуација кога имаме многу луѓе кои не се достручени да се вршат работата и затоа се наоѓаме во ваква ситуација. Прво што треба да направиме, треба да го запреме и тука падот. Јас реков, ние го запревме падот, но не секаде исто. Значи, овде треба комплетно да се затвори падот и девастацијата на високото знаење, за да почнеме да се движиме нагоре. Мора да се затворат институциите кои не работат по закон. Давањето на фалсификат диплома, а секоја која е дадена без знаење е фалсификат. Така е, да. Значи, мора да се запре многу брзо. Почнавме ние, изборите дојдоа, тогаш немаме право, не смееме да се толкува тоа како притисок и така натаму. Сега, во 2026 ќе продолжиме. Таму каде што навистина тоа можеме да го сториме. Бидејќи во реалниот сектор филтрацијата оди, како што кажавте, чао пријатно, меѓутоа во администрацијата не оди така. Тука е веќе многу потешко и многу полошо. Јас не велам дека треба да се отпуштат луѓето. Јас само велам дека треба да ја подкренеме свеста на јавната администрација, да им овозможиме исто како и на наставниците, обуки, добуки, се што им треба, но тие мора да сватат дека тие се државата. Јас ова го кажувам многу брутално, нели, државата сме сите ние. Државата сме сите ние. Но тие ја водат државата, тие ги водат институциите, и директорот е променлив, и министерот, и се е менливо освен они. Они треба да се најстручните. Тие треба да ја водат целата процедура и сите активности. Тоа се крвните садови. Така е. Од тука, да, во високото, со новиот закон, ако сакаш да поразговараме за него, со новиот закон ќе бидеме многу построги во однос и на јавните и на приватните, во главно се тоа стручни школи. Што ќе значат овие заострени критериуми? Кои се потребни. Па еве да почнем од тоа дека ќе ги заостриме критериумите за избор во звања, затоа што се случи, како беше, предходниот закон го донесе министерот Тодоров, каде што имаше некакви критериуми за избор во звања. Со импакт фактори објава на трудови, на тоа мисли? Па кога дојде министерката Рената Десковска, тоа сосема се избриша и сега повторно ги враќаме критериумите, да. Во секое наредно звање да исполнат услови и меѓу другото да имаат објавено одреден број на трудови, од кои дел ќе бидат објавени во списанија со фактор на влијание во базата Web of Science или во базата Scopus. За техничките, да речеме, факултети ќе биде тоа Web of Science, за уметничките и некои од општествените, хуманистичките ќе биде Scopus. А законот, како што веќе реков, ќе биде објавен енер и нека си го читаат. Очекувате ли отпор од академските кругови и како би го надминеле? Очекувам дека академските кругови, без оглед дали се во приватни или јавни високообразовни установи, се веќе свесни за големата трагедија која ни се случува и која допрва ќе ни се случи ако продолжиме вака. Ако во стопанството, во јавната администрација, во јавните институции дозволиме да ни навлегува некомпетентен кадар. Мислам дека веќе се свесни и не очекувам голем отпор. Отпор, како што и самиот кажа, секако и за секе има, но се надевам дека после дискусиите што ќе ги имаме на отворено, дека ќе успееме да најдеме, ако ништо друго, барем соодветен компромис. За да го подкренеме
УКИМ, најголемиот, најстариот, најдобриот наш универзитет, на Шангајската листа да стигне до 1000-тото место, членовите на Академската заедница треба да објават 1200 труда во списанија со импакт фактор. Ние сме многу, многу, многу пониско. На кој ниво? Ајде, ако знаеме, некоја ориентациона бројка? 300 до 500. 300 до 500. Значи, а треба да стигнеме 1200. 2,5 до 4 пати. Со овој критериум во Законот за високо образование, мислам дека во период од повеќе години, неколку години, ќе успееме тоа да го направиме. Не е тоа единствен критериум, ни случајно да не ме сватат погрешно. Еден од првите критериуми, например, Нобеловец, јас тоа стално го кажам, ние како... Може ли некако Светлана Мојсов да ја пишеме како наша? Кога би можела. Во овој момент не сме спремни да изведеме Нобеловец, затоа што нашиот развој научно-технолошки е таков каков што е. Се стремиме да одиме нагоре и можеби во еден момент сигурна сум дека ќе дојде време кога ќе имаме Нобеловец, но сега го немаме. И не е поентата ние седа не можеме, што и да направиме, колку и да вложиме, во овој момент не можеме. Но затоа 9 мајки не може да родат бебе за еден месец. така. Но затоа можеме да се потрудиме да објавуваме трудови во такви списанија и многу други услови, и просторни, и студенти, и вработливост, се што е како индикатор за мерење на квалитетот, да тоа веќе можеме да почнеме да исполнуваме. Треба да се погледнеме во очи, како што разбирам професорки, и да излеземе малку од славното минато кој како го доживува, дека кои биле Кирил и Методи, доаѓаат од македонска земја, Свети Климент 300-500 милиони луѓе описмениле и да се договориме дека за жал мора да прифатиме дека голем дел од населението е неписмено, не знам, 70.000 луѓе не завршиле ни основно, предпоставувам 2-3 пати поголема е бројката за средно образование. Па тие што го завршиле средното, нели на факултети имаме факултети со спорен квалитет. На Шангајската листа нашиот најдобар не е ни во први, во 2000 сме. Таму негде по 2000, тука негде 2000. И едноставно да не бидеме тесногради и да се водиме од личниот интерес, без оглед дали е тоа собствени на факултет на кој што му одговара да штанца дипломи за да земе на брзина преку 3, 5, 10, 20 илјади евра, нити пак тоа да е корисникот на таквите незаконски услуги, на таква криминална услуга, за да се стекне со некое раководно звање и да ги засучиме ракавите сите, да бидеме честни и да се трудиме да бидеме подобри. Така? Богдан, ние треба да се гордееме со нашата историја. И со Кирил и Методи, и со Климент, нели таа не е само наша, луѓето патувале, описменувале и така натаму. Но тоа треба да ни биде поттик да ги достигнеме тие величенствени висини. Да не биде срам за УКИМ, што е универзитет Кирил и Методи, да имаме кадри кои што не се на нивото на... Разбирливо е дека во општеството има и успони и падови, но ние сме веќе на работна опасноста и мислам дека веќе барем академската заедница тоа го разбира. Зошто луѓето не се мотивирани да бидат подобри? Дали сте размислувале на таа тема? Или, другата страна на прашањето, дали професијата наставник, професор е доволно привлечна, како педагошката академија да го напушти оној пежоративен назив ВПШ, ваша последна шанса? Дали само за платите се работи на учесниците во образованието или е нешто повеќе? Многу фактори влијаат. Не можеме ние да го сведеме тоа на платите, но од она што го читам и слушам, и еве наистава ова анализа, каде што имавме консултант од Италија, вели наставниците мора да ја сакаат својата работа. И факт е дека мора да ја сакаат, оти таа не е лесна. Воопшто не е лесна. Но ако си приморан да бидеш наставник, затоа што, нели, можеби си сакал да бидеш доктор, а не си можел да бидеш доктор, тогаш не ја сакаш својата професија. Но и тоа не е оправдување. Ако веќе си се нафатил на нешто, треба да го сработиш. Еве неколку фактори ќе кажам, за кои сметам дека значајно влијаеле. Факт е дека ние сме нација која доживеала колективна траума, која доживеала повеќе колективни трауми во, еве да речеме, периодов од 30 години. Навистина повеќе колективни. Промена на знаме, промена на име, конфликт, штетни договори,
тоа влијае. Не можеме да речеме дека не влијае. Факт е дека во општеството модели ни биле негативци, а не позитивци. Не некој кој освоил прва медалја во спортот и тоа најубаво, да речеме, но не некој уметник кој создава нели грандиозни дела, а ги имаме, не пианист, имаме, да. не виолинист. Ги имаме. Не сме ги промовирале доволно, не биле тие модели за децата. Не биле модели наставниците, затоа што наставниците, плашејќи се за своето работно место, односно за својот живот, попуштале. Морале да попуштат. Што не е добро. Во налетот на петкоманијата, како не реков. Точно тоа, нели? Знаете како сите ние сме луѓе со интегритет, наставниците, не велам дека не се луѓе со интегритет, но некогаш стравот е најлошиот непријател на човекот. Ако ви се појави некој и ти рече, знаеш ли што ќе ти се случи Ако утре син ми- тебе, ако син ми нема петка, да. логично е да почувствува страфот. Ти дома имаш деца за ранење и така натаму. Ова се многу едноставни, јас ги кажам на едноставен јазик за да бидат навистина разбирливи за сите примери, има и поинакви примери и така натаму. Како да направиме повторно да е срамота некој тоа да го прави, како што некогаш било. Еве вака, сега јавно го кажуваме тоа што со години е пикано под текпи. Добро. Нели велиме? Да, имаме петкоманија. До вчера никој не велеше дека има петкоманија. Сите велеа супер се децата и сите родители велеа моето е најубаво и најпаметно. Не е така. Не е така, сега зборуваме. Дека не е така. За високото образование кажуваме дека не е така. Превземаме чекори. Јас кажав неколку алатки кои што сме ги презели. Имавме кампања за значењето на ефтина релативно, нели, неа покри секое село и секој град, но беше пренесувана на медиуми, на радија, дека за значењето на знаењето и на наставникот, за довербата во наставникот. Постојано го зборуваме едното исто. Во стратегијата велиме ќе обрнеме внимание на едукацијата на наставникот. Планираме проект за интегритет, воспитување, интегритет и на децата и на наставникот, воспитување и патриотизам. Нели, не вложуваме многу, но Богдан прво. Сега други невладини ќе вознемирите со патриотизам. Океј, демократско и граѓанско Така е, општество, океј, апсолутно, во ред. И љубов кон сопствената земја, нека биде. Добро. Еве, јас несоодветно се изразив. Уште една тема ми отвраш во овој момент, но да довршам. Ајде. Почнуваме да правиме тоа што треба да правиме, зашто велам тоа што треба? Затоа што дел од наставниците вела дека е добро, дел од родителите вела дека е добро, дел од стручната јавност, јас не можам да очекувам 100% да речат дека е добро, но веќе некакво раздвижување се гледа, има поврат, има фидбек, повратна информација дека се задоволни со тоа што се случува. Огромен број од наставници се задоволни од тоа што не се бришат оценките, што нема поправење на оценки на наставнички. Значи, тој фидбек ни дава знак дека се движиме во добар правец. По 1001 пат велам, ништо во образованието не може да се случи од денес за утре. Промената на курикулумите, значи ќе ја видиме откако ќе излезе една цела генерација, значењето на промената на курикулумите. И сега да се вратам на патриотизмот. Ајде. Може би не ти беше тема, ама да зборнеме. Убаво е кога ќе излезе тема вака од мојавет. Кога ќе речете патриотизам во Америка, во Германија, во Италија, во Франција, е нешто што граѓаните и белите, и оние со темна кожа, и оние со кафеава кожа, кои се чувствуваат, например, граѓани на Франција, велат, јас се гордеам со мојата држава, со мојот француски идентитет и со тоа што сум патриот. Само на Балканот и во Македонија било срамно да си патриот и било национализам да си патриот. Не. И децата тоа треба да го научат. Децата треба да научат да ја сакаат својата земја. Сите граѓани на оваа држава треба да научат дека ние имаме една единствена земја во која што живееме и ги користиме услугите на државата. Како што е образованието на децата, како што е лекувањето на децата, како што е платата која ја примаме, како што се градинките, училиштата и се друго. Патиштата.
Базените, набројувам, затоа што е важно струјата, телефоните. Ги ја користиме државата, а не ја чувствуваме како своја. Тоа е патриотизмот. Да ја чувствуваш државата како своја, да ги браниш нејзините интереси, да плаќаш данок на државата, за таа да може повеќе да ти прати. Едноставно е приказната. Односно, на да едно нема- базично ниво, го кажувам да нема јас мафтање тоа. со мапи и знамиња на големи држави, некакви разноразни проекти Ама и злоупотреба на деца. поминато е времето на тоа и мислам дека треба да станеме свесни за тоа. И јас искрено се надам, јас сум многу оптимист, мислам дека попуштаат одредени нешта и дека и за тоа треба време и дека полека ќе дојдеме до посекуваната цел. Но мора се за да успееме и во образованието се мора заедно да правиме. Се мора заедно да правиме за пораката што ја праќаме кон учениците, наставниците и граѓаните да биде монолитна и цврста. Ни лета времево, Добра. но ќе се обидам еве уште неколку прашања да ги поставам, се надевам ќе имаме време да ги пододговориме барем. Ајде пократко. Во однос на добро. дигитализација и вештачка интелигенција, како сте задоволни од моменталното ниво на дигитални компетенции и колку ќе навлезе во новата стратегија, односно во образовните процеси новото време. Односно, кажавте и во основно ќе го ведеме, ама колку, како... Сегде хоризонтално, максимално, колку што можеме и колку што Тоа во рамки на средствата стратегијата ни дозволуваат. се предвидува, предпоставувам. Дефинитивно, кажав. Стремеш тенденција дека... Да, ни сите нивоа. Дигитализацијата, Бог да ни борба против корупцијата. Точно така, да. И единствениот начин, според мене, да се извлечеме сериозно од корупцијата, таа секогаш ќе постои. Постои во Германија и во Италија и секаде, е максимално да дигитализираме се. И процесите, и учебниците, и тестовите, и се, зборувам за образованието и ние тоа го правиме. Го правиме во Министерството, во администрацијата, ги дигитализиравме многу од процесите и ќе го спуштиме тоа и на ниво на училишта и ги опремуваме училиштата. До сега сметам дека огромен број на наставници, точката бројка не можам да ја кажам, се дигитално писмени на базично ниво. Сега ќе почнеме обуките да ги правиме на се понапредни нивоа. Да не пишуваат веќе во CV, знам да користам интернет. Да, или не знам само Word, или не знам Excel и така, туку да почнат сериозно да ги користат тие вредности на новиот живот, така да се размислувало ли, предвидено. министерка, за некаква национална платформа за образовни содржини? Да не речам наша Википедија, имајќи предвид дека голем дел од не само децата, учениците, сите нас, кога пребаруваме некоја информација, доаѓаме до сервисот Википедија, кој што сервис има одредени правила на користење, меѓутоа различни редакции различно гледаат на нештата, знаете. За, не знам, за Гоце Делчев, ако отворите бугарски текст, ќе ви каже едно, македонски друго и така натака. Така е. Национални платформи во образовниот систем треба, но и во целата држава, и не само за образованието, треба да има и ќе ги има. И мој лично мислење, сега не како министер, дека Министерството за дигитална трансформација добро си ја работи својата работа и дека се движиме во позитивен правец. Дури најави и наш јазичен модел, односно наш ChatGPT, народски кажано, кој што ќе влече ресурси од нашите податоци со цел, нели, таа едукација на кој го да е користи ниво, македонскиот имено, јазик. И јазик и фондот на научно знаење од Македонија. Така е, точно така. Значи, тука се превземени сериозни чекори, кои се уште се развиваат и ќе се доразвиваат. Што правиме со оние школи кај што има еден ученик, 2, 5? Освен ако не се на 30 километри и повеќе оддалеченост, од првото следно училиште, сите ќе бидат затворени со тек на време. Значи до 30 километри онаа граница во која што ќе... Дефинитивно, може би во зависност од теренот и географијата, 25 километри тие ќе останат да функционираат, но сите други ќе ги префрлат учениците во најблиското друго подрачје или централно училиште. И јас
повторувам дека тоа е примерно во корист на ученикот. Не може тие да бидат, не е добро, може, но не е добро да бидат изолирани во мала средина од 5 деца. И целиот живот да им се одвива во нивните 5 глави, со нивните 5 размислувања, а тука на само 10 километри од нив се случува ерупција на мислење, па и забава, па и учење, технологија нова. Не смееме тоа. Им се помага ли барем, не знам, за трошоци, за транспорт? За значи, трошоците на грејење, на струја, на одржување на училиштето се поголеми од трошоците за транспорт. Разбирам. Тука, пак локалната самоуправа треба да си води сметка за, нели, транспортот на децата. Но Бог да ние имаме... Тоа е дефинирано, така, тоа си е со закон дефинирано. Ние усвоивме и нова формула за финансирање на образованието, и основното и средното. Во таа почнува од 1.1.2026. Имаме период од 4 години на прилагодување, па затоа има една основна и една прилагодувачка компонента, двете формули. Исполнивме дел од реформската агенда, треба да добиеме средства за тоа. Небитно очекувам да даде добри резултати. Критични се 2-3 општини, кај што ќе треба малку повеќе да прилагодуваме, но сигурна сум дека ќе најдеме и таму чаре. Па со новата формула очекувам да им остават повеќе средства и за транспорт, и за опрема на училиштата, и за нагледни средства, и за доедукација на наставниците и така натаму. Ако зборуваме во неколку реченици за инфраструктурни проекти планирани за 2026-2027 година, 2026-2027 ќе имаме 166 нови проекти. До сега вложивме 67 милиарди, 32 милиарди од МОН, 35 милиарди од АА програмата, од унгарскиот кредит, многу проекти. Студентските домови веќе сите ги знаат, сите ресурсни центри, 4 регионални центри за средно стручно образование, 35 училишта основни со фотоволтаични панели, 7 средни училишта со фотоволтаични панели, 106 анализирани училишта за едносменска настава, од нив 25 треба да се адаптираат, 35 треба да се реконструираат, 3 училишта во 3 општини треба да се изградат комплетно нови. Имаме и неколку општини каде што расте бројот на ученици, Финки, ФФК, технолошки парк, се тоа е огромна инвестиција и огромен залог кој ние ќе мора да го голтнеме ако сакаме да бидеме така како што треба да бидеме. И за технолошкиот парк на крај ве задржав повеќе него што требаше, но само за технолошкиот парк би сакал уште ако може да споделите вака збордва. Богдан, мислам дека се 3 обиди. Научно-технолошки парк. Да, научно. Мислам дека претходно има 3 обиди, има физибилити студија во различни размери, 2 физибилити студии. Зошто запрале и зошто не се остварени, не знам. Сега имаме сериозна намера тоа да го оствариме во приватно-јавно партнерство. Координатор на ова е госпоѓа Никица Мојксовска од Македонија 2025. Вклучени се голем тим на универзитетски професори, на професори од странство, на домашни експерти. И тој парк ние мора да го имаме. Значи, нема дилема дали ќе го имаме или ќе го немаме, мора да го направиме. Повторувам, сме единствени во регионот кој што го немаме. Но нема да биде утре, ќе биде за 3-4 години. Веќе неколку фирми пројавуваат сериозен интерес. Јас кога Таму ќе има R&D центри? Дефинитивно ќе има стартапи, спинофи, хабови, се што треба еден модерен технолошки парк да има. Скапа работа е, и затоа бараме поддршка од стопанството и повторувам дека веќе заинтересирани има. Имавме многу други обврски во следната година. Очекувам повеќе да се посветиме на ова и да почнеме со реализација. Благодарам на одвоеното време. Ви посакувам среќа во се во ова што го најавивте. Конструктивни забелешки за стратегијата за образование. Очекувам, нели, ако ги има,
конструктивности од наставниците во средното образование и генерално од сите учесници во процесите, вклучувајќи нели нас општата јавност. Ако сакаме менталитетот да го промениме, сите мора да се потрудиме околу тоа. Благодарам за одвоеното време. Повеќе среќа во 2026 година и уште подобри резултати. Благодарам Богдан за можноста да објасниме што се работиме. Се надевам дека ќе има добар прием и уште еднаш повторувам, задоволство е да се разговара со тебе. Ти благодарам многу. Го споделувам истото мислење, секогаш ми е задоволство и се гледаме наредната година. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Знам дека ви беше интересно и дека може би научивте некои работи кои што до сега ги немавте научено од разговорот со министерката за образование и наука, професор доктор Весна Јаневска. Наредна средба, четврток по 22:30, до тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонија, главата горе.